Добар ден. Чест ми е што денеска имам прилика да снимаме на емисија со еден наш великан во спортот, од нашето градче, од нашето околина. Би сакал да го запознаеме човекот кој што со години играше фудбал, представуваше градот, баш во времето кога нашиот фудбал во нашиот град постигна најврвни резултати. Нашиот денешен соговорник е Данчо Талетански. Ви молам, почитуван мој пријателе, да се представите од каде потекнувате, од која фамилија, како го поминавте детството, вашето основно образование и средно образование. Благодарам на поканата. Значи, јас сум роден во село Вирче, 1958 година, потекнувам од фамилијата Талетански, татко ми Санде, мајка ми Даринка. Јас сум најголем во фамилијата, имам сестра и брат. Своето детство го поминав во Вирче, до основно училиште, потоа во Трботивиште и на средна школа се запишав машинска во Кочани. Како го поминавте детството и дали во вашето родно место за прв пат почнавте да се занимавате со спорт? Како тоа го осеќавте како млад човек, пари како дете? Да. Па токму уште на почетокот најголема љубов имав према фудбалот. Уште на 3-4-5 години се играше во дворот школски и јас секој ден бев таму. Редовно и секој ден. Најголема љубов ми беше фудбалот, уште од мал. И така продолжи со текот на времето, со растењето, повеќе и повеќе го засакав фудбалот и со него се занимавав до 35-6 години. Додека игравте како мал фудбал, во исто време моравте да ги обавувате и работите и задачите кои што ви беа дадени од родителите. Како се снаоѓавте во тоа време? Па, така беше. Секогаш имаше работа многу, и на полето одевме. Јас лично и постигнував, и студент се нижеше, и се работеше. И кога ја завршев полската работа што имаше по полето и дома со тутунот, одмар на игралиштето, редовен и со поголеми и со мали, секогаш бев меѓу првите. По завршувањето на основното образование, вие одите во Кочани, се запишувате во средна школа и таму веќе почнувате полека да се занимавате со поголем интензитет со фудбал. Да. По завршувањето во Трботивиште се запишав на средна машинска во Кочани и со тоа почнав уште првата година со тренизи во Торпедо. Торпедо тогаш играше во регионот, источен регион, и таму ги почнав првите кораци со младата екипа. Тоа е така, 74-та, 3-та, 4-та, тука некаде беше, од прва година до крајот, со завршувањето. Во првиот тим играх само 2-3 утакмици при крајот веќе кога завршува средна школа и после се префалив во САС, Македонска Каменица. Кој беше прв тренер во Торпедо? Сеќавате ли? Во Торпедо беше, мислам, дали Минов го затшо, и Минов беше или во САС ми беше, дали во тој период беше он или не е толку битно. Битно е дека во САС кога отидов, прв тренер ми беше Минов од Кочани, Јоцо Минов. Како се снајдовте во САС? Па патот беше тралив. Не е лесно да стигнеш од мало место, од конкуренција јака. САС беше прва лига уште тогаш, квалитетна екипа. И со работа, со труд, првиот пат една полусезона и повеќе резерви, оди, играш, те пуштаат
5-10 минути со теко на времето, со работа и само работа. На кој место играш? Па ја почнав како леви халф, а во Сасово играв највеќе утакмици на леви бек, тројка. Играв една прекрасна генерација, после кога дојде Поминов, дојде Пурич, еден прекрасен тренер од Штип беше, работел во прва лига тогаш на бивша Југославија, после во Штипска Брегалница и имаше многу квалитетна екипа. Саса беше секогаш на врвот во Македонската лига. Таа сезона ние кога бев јас, Струков беше исто од Вирче, десен беха Лачи, Петровски, халфове, Јанески, Јастреб, Тинте, имаше Сетинов беше и беше многу квалитетна екипа и добри резултати постигнува. Кој до тој период бевте во Сасово? Да, од Сасово отидов 76-77. Да. И бев до 81 година, со тоа што и војниот рок 15 месеци од Сасово отидов во војска, бев во Хрватска и после со враќањето на тука 81 година имаш и повеќе понуди, но тоа беше тоа и се одлучив за Бргалница. Дали може малку да ни раскажете за тие понуди и како се одлучите да на крајот дојдете во Брегалница, во Делчево, во својот роден? Па јас во тој период имаше некоја клауза на 4 години играње во екипа, имаше право што не е професионално да си бараш друг клуб ако не ти одговара. Со тие 4 години што ги одиграв од Саса, после бев како слободен играч. Имах простор да си барам. Ме бараше Вардарски, имаше некои повици од победа, ама не беше се некако не добро организирано за да можам да поминам таму и во последен момент тука Брегалница имаше интерес. Кирил Христов беше председател, така да он почина и во тој период се вратив тука. Да. Прво и основно беше да си барам работа и со работата во ЕВН тогаш во дистрибуција и се вратив. И тоа е тој период што играв во Брегалница. Во Брегалница, во која лига играше Брегалница и кои беа играчите во тој период? Во првиот пат кога дојдов имаше стварно добар тим и добри играчи, регионална лига. Брегалнички регион, тоа источниот дел регион беше, да, првата година. Имахме квалитетна екипа. Тука беше Димитровски, Чедо, да не ги набројам сите, тој период играчи беа квалитетни за таа лига што бевме. Да, после наредната година се стартуваше малку и финансиски подобро и тогаш дојде тренер од Кочани, Ивчо Динев, еден професор беше по физкултуристо, еден квалитетен тренер. Но за жал по сите играчи што ги донесовме, јас дојдов, јас што дојде Драги Спасовски, дојде брат Луванчо, Стојковски и комплетна екипа квалитетна, Симилиевски, ние резултати скоро речи никакви. Мисла не можевме да постигнеме резултати од тоа што се бараше. Ние баравме да влеземе во Македонска лига, горе да бидеме во врвот. И со тоа се расчисти со него, он не постигна тие резултати што се бареше и наредната сезона дојде Киро Димитров и со него влезовме во Македонска лига. Тоа е 84-та, да, 81 дојдов, една година после, да, 83-та. Дали се сеќавате на тој состав кој што допринесе да се влезе во прва Македонска лига? Па горе, да. Голман, првиот пат беше Петров, мислам дека тој Петров дојде, бекови беа Кири Иванов, Миле Стојменов, десен халф јас, централ халф Стојковски и Кире Тодоровски беше лева, да, тука беше Ангеловски, среден ред беа
првата сезона и десно крило Спасовски поигра, па после Стомеровски лево крило, Петр Милчо малку го затеков, Звонко Лазарев, Трајчилиевски, Зоран Христов после играше исто десно крило. Цело време квалитетна екипа имавме. Да, квалитетна. Вие влеговте во прва македонска лига. Да. Со кои екипи отприлика во тој временски период игравте во македонска лига? Беа ли квалитетни тие екипи? Па скоро освен Вардар и Победа што не беа Пелистер, другите екипи од цела Македонија беа прва лига. Па игравме со Беласица, па и Пелистер после, Борец Велес, екипи Охрид, Струга, Карорман сме играле. И јас со Тетекс, со Тетекс игравме, после испадна Тетекс, од прва стигна до Македонска, игравме со Тетекс. Скопски екипи? Скопски беа, Слога беше, Металург беше, ФЦУ, Цементара, Југо Копта, тие, да. Како беше амбиентот во тогашно време? Јас се сеќавам, имаше многу публика. Да. Прв пат Делчево имаше прилика да гледа фудбал на високо ниво, тоа беше за време на бивша Југославија. Сепак таа македонска лига беше многу квалитетна лига, имаше многу квалитетни играчи. Вие како се осеќавте кога гледавте такав број на публика? Која ви беше мотивацијата да ги постигнувате добрите резултати и да се одржите толку време во македонска лига? Ја мислам дека 7-8 години се државте. Да, на високо ниво, да. Па мотивацијата ни беше најпрво, ние се мотивиравме преку публиката. Тоа беше задоволство ти пред еден час пред утакмицата да почне, публиката веќе беше на стадионот. Ние имавме просек 1000 до 1500 до 2000 гледачи на секоја утакмица домашна. И затоа од респект према луѓето не беше и се дружевме ван фудбалот, тоа беше нормално, како секои млади луѓе, излегувавме, ама имаше принцип дека после недела, после утакмица и до вторник. Тоа ни беше принцип да се издуваме едноставно, да седнеш, да спиеш, да се дружиш со друштво, а после вторник никогаш не е имало проблем некој да седне, да ужива во животот како млад човек, него директно се спремавме за утакмицата. Тоа значи од вторник до недела живеевме за фудбал. Сите играчи што беа. Да, кој беше во организацијата на сето тоа? Кои беа председатели, дали се сеќавате во тоа време? Па се менеаше, беше и Златков Методи, и он беше меѓу првите, беше судијата од Ново Делчево, Игнат беше, не беше он председател, него он ги водеше другите работи споредни што беа многу потребни за клубот. Кај него се што требаше преку него, а си имаше функционери, си имаше секогаш да. Имавте ли проблеми со патувањата, дали тоа се беше организирано како што треба, со опрема, со се она што беше споредно, а сепак е многу битно, со припреми, дали ви постојано беше тоа организирано како што треба? Па во времето кога игравме од таа страна немаше проблеми, секогаш се средства наоѓааше. Ја и денеска гледам и мислам дека ако има добри таленти, средства се најдат. Но за жал времето се измени, веќе младите не сака или нема таленти, јас така барем размислувам, а за наше време беше толку организирано да никогаш не е останато без превоз, без исхрана, пред утакмица секогаш не беше на квалитето на Саса, например, таму имаше многу подобри услови и за припреми за тоа, ама со средствата кои се располагаше, се припремавме и беше доволно за да играме како што треба, да сме припремени, завршат припремите и веќе се знаеше. Можеше да се игра квалитетно. Колку генерации променихте додека играте фудбал?
Па најверојатно, да, нормално, да, постарици оде, а ше па 3-4 генерации најверојатно. Него ние бееме една добра генерација што ретко можеше у тој период, значи тие играчи што бевме, ретко можеше некој да влезе играч квалитетен да избори место. Имаше играчи што доваѓаа и Штип, тоа веќе беше при крајот некаде, тие Васи Георгиев, Ѓоргов, голмано Петров, имаше и квалитетни играчи, ама се знаеше, се тражеше простор каде има потреба од квалитетен играч, се доносеше, имаше си од тие младите влегувааше Владко Димитросек и по некој од тие и се дополнуваше. Сеќавате ли на некои утакмици дека имаше доста проблеми и грубости, некои екипи кои што сакаа на некој начин да не го играат фудбалот, што треба него со силата да ги добиваат утакмиците? Дали сеќавате на некои такви утакмици? Па да, многу утакмици имаме такави поминати, во Кожув се играше многу цврсто, мисла и на границите недозволеното, со Борец имавме, кај нас во Делчево никогаш не е било фудбал да се игра од границите што не е дозволено. Секогаш нормално, со надигрување, со фер играње, ние утакмици на сила никогаш не сме добили тука. А настрана имавме проблеми. Се играше така да имаше, ако не се пазиш доволно и со повреди со тоа, имаше некои надпревари такви во кариерата. На некоја утакмица која ви оставува печаток исто така со бројот на голови, дали се сеќавате? Па има многу квалитетни. Имаме многу квалитетни утакмици. Имаме тука квалитетни утакмици одиграно со Беласица, со најјавиот состав на Беласица, Секулов, Андрееви, имаше браќа Пепе Ѓурови, тие стварно квалитетна екипа. И тука победивме со 4-1. А дојдоа сигурни дека ќе не тепаа и буквално ги растуривме едноставно на терено, не знаеше каде се. Не им се веруваше дека идат у Делчево, ние сме 7 или 6 место бееме, 5, они беа се борат за прво место. Да, имаме многу такмици. Имаме со Борец тука тепа. Немаше екипа која не сме после Тецец кога ги испадна тука, кога ги тепавме. Со Кубаново многу такмици. Си играше прекрасно. Јас сеќавам на една утакмица, ми се чини дека беше дали против нападот од Кичево или од Гостивар, кога победивме 3-1, да, Гостивар, на гости. Утакмица ми остави впечаток, тоа беше много една јака екипа. Да, и Гостивар имаш. Сеќавате на тој состав од публика, тогаш беа релативно се млади, ново. Па имаше мали промени, да ти кажи, и тогаш, ама горе костуро на тимот беше од тие, ние, Стојковски, јас, Илиевски, прекрасни играчи од средина, тоа и се играше... Многу такмици добивте на страна. Да. Кој од прилика до 4-то место беше? До 4-то, да, до 4-то. Тука беше цело време во средината. Па тука, настрана имавме си некои такмици што лесно си ги добивавме од противник, и кај нас се дешаваше, например, со скопските екипи што игравме, многу лесно поминувме таму и имаме добри резултати. Кога дојдеше, например, на нас и Балкан доваѓал тука и не тепа со 3, тепане 3-1. Да, со нив играше се стварно фудбал, со еден култура фудбал, со нема од страна играчи. Да, имавме периодот, после, значи, ние кога завршија, Цули беше при крајот кој имаше таму, по некои почнаа да доваѓа од Штип највеќе што имат ми, Кире Тодоровски одигра тука сигурно од Кочили што е, дечкото едно 5-6 години. Квалитетен играч, преден халф игра, после Пајо Ангелов што ќе заврши кариерата. Тренери сменивте на тој временски период? Уса се 3-4, тука 3-4-5 сигурно, да. До кога играте? Па јас играв до 91 година, точно 10 години. Точно да. И после 2 години бех помошен на Дамчо Благоевка, беше тренер. И јас бев тренер една година, 2 и заврши
заврши спортската кариера, со тоа се повлекох и тоа е тоа. Ја се вратиме малку назад. Во исто време играте фудбал, но нормално во тој временски период вие имавте и други обврски на работа. Кога стапихте во брак, со кого стапихте во брак, колку дечиња имате, како е фамилијата? Па јас само што дојдов и наредната година, фактички 82 стапи во брак со својата сопруга Весна Николовска од македонска Кабеница и живееме тука, после се префрлени во Делчево, прво малце во Вирчено, 5 месеци, после тука на стан во Делчево. Имаме две дечиња, веќе и они си имаат дечиња, внуци, фамилиарни, синот е во Америка, Владимир Телетански, адвокат е таму. Имам си две внуки прекрасни од него и од сината Ивана, Андреа и Аничка, додека ќерката е тука, во Делчево, и Александра се вика, од деа имам 3 внучиња, Анастасија, Лука и Давид, и 2 внучиња. Поголема радост. Не, од тоа нема, целиот живот сега го враќаш назад со убави работи, мислиш се што е поминато, сега си уживаме со нив да ви. Како беше на работа? Вие бевте во електростанција? Да. Дали имавте проблеми со работата и со спорт? Не, никогаш. Јас и уште во САЦ кога бев јас од работа не сум отсутствувал ни еден ден. И таму беше полупрофесионално. Таму се знаеше. Понеделник не одеаш. Не, јас станам автобус и на работа горе во машинска работа во Руднико и тука кога дојдов може да проверите, мислам, знаат луѓето што се таму, освен одмор кога е имал, што е редовно, друг отсутство, боледување, за тоа не знам на работното место да се ме отсутствувал без потреби, без тоа. Редовно работата ми беше основна и покрај работата, јас од работата ја добив од спортот и знам да го ценам тоа и за тоа до крајот на животот 30 години бев во Евана и 5 години во Македонска Каменица. Сега сте во пензија, продолжувате со вашите физички и психички активности, не стопирате, со што се ја занимавате? Па многу ми е тешко да застанам да не работам. Па буквално си наоѓам за секојдневно нешто да работам. Уште се движам во бизнис што го гониме со стоваришти, имам продавница, се вратам таму, помагам фактурички нешто до банки. Другиот дел го поминувам на собствена нива, там поруче кога можам. Фудбал кога завршите со кариерата? Да, па игравме, јас играв фудбал до 55 години скоро, 53-45 години. Игравме мал фудбал редовно во салата, во гимназијата. Целата генерација наша, што бевме сите, се дружевме и си игравме, ама тоа беше веќе релаксирано, кој колку може. Не беше горе како што беше професионално, другото што го работевме. Аматерски, ама професионално, со образи, со точни припреми, со се. И така. Јас би сакал на крајот да ни кажете, вие сте сепак еден од примерите на спортист кој што младите генерации треба малку да земаат нешто од тие генерации кои што играле од љубов, срце. На нив не представува нити премиите, нити пак материјалното кој што го добивале за време додека спортувале. Што би им препоручиле на тие млади генерации? Дали треба спортот да им биде приоритет, бидејќи ова денешно време со оваа технологија се повише младите луѓе губат афинитетот према спорт. Што вие би им препоручиле на младите луѓе? Многу тешко прашање, затоа што младите се толку приврзани за телефоните, за игрите, да е страшно. Немам зборови, нема начин на кој да се тргнат децата, уште од мали и родителите. Имам внуци, ама исто е тоа. Јас за тоа го гледам тоа. А секој
ден кога дојдат кај нас ги тераме секоја вечер се скоја, да ги фрлат и сам кај мене се игра фудбал во дома, внатре. Да. Оставени се само да се тргнат од телефоните. Да. И 10-15 минути поиграат, одма се на телефоните. И е многу тешко. Родителите нема време, исто и они се повеќе зафани со телефони, ги оставаат децата на телефоните за да се мирни, да не прават бели. И тоа е многу тешко. Тоа прашање нема одговор за да позитивно. Јас како спортиста, ја и Да. вие како дugogodišnji спортиста, на некој начин ме загрижува начинот на однесувањето на младите генерации кои ствараат и они млади генерации, дечиња, јас имам внуци и внуки, спортот го ставаат на маргините, просто речено како последна алка. За жал, она треба да биде прва алка на разговор. Знам дека еден од вашите внуци сепак на некој начин ќе влезе во водите на спортот. Тоа не е малиот. Да. Давид, па се надевам дека ќе биде нешто, но уште е мала, има добри афинитети за да биде добар фудбалер, ама тоа многу работи зависат за понатаму, иначе кај него постои талент. Се гледа тоа, ама ќе видиме, здрави живи. На мен ќе ми биде најголемо задоволство да стане фудбалер, да има замена за дедо. Ако овие во Америка се занимаваат со... Да. И се занимава, игра одбојка, со кошарки, тамо и терат децата, спорт мора со некој да се занимава. Дали е музика, дали е... Там нема дете да не се занимава со нешто. Додека се основно, веројатно и средно. Благодарам многу. Приказната беше многу убава. Да сте ми здрави и живи, да се гледаме многу години, затоа што ова сега што го правиме и го снимаме, треба да го пратат и да го следат не само младите генерации, него и оние кои што активно учествуваат во реализација на популаризација на спортот. Вие сте еден од примерите кои што целиот свој живот го посветил на спортот и дал многу голем допринос не само за градот Делчев, него и за околината Кеновска Каменица, Кочани. И вашиот пример треба да го следат многу генерации, затоа ви благодарам што учествувавте во оваа емисија. И ви благодарам што ме поканивте, баш ми беше мило да разговарам с вас. Добре.